здраво живо, до мене, десно од мене се наоѓа еден многу голем музичар, композитор, аранжер и продуцент, кој е во функција на македонската музика повеќе од 3 децени. Здраво, Здраво, Ангел Ќосев, како е Мило ми колега, е, другар? Златко, супер, добро дојдовте тука, кај мене. Како оди музиката? Застана ли, продолжи? Музиката никош нема да застане. Тоа е нешто што е врзано со корените на човештвото, така музиката ќе си трае и ќе си продолжи се додека постои човекот. А од друга страна и друг избор немаш. Што е добро, сакам да кажам во позитивно. Во живот секогаш има избори, нели, можеме да правиме што ќе намислиме, меѓутоа мојот избор е тој и мислам дека не сум сгрешил. Докажано е дека не си. Мислам дека нема ништо поубаво од музиката, тоа сигурно и ти сам ќе потврдиш. И не музичарите, луѓето кои што не се занимаваат со музика, мислам дека исто ќе го делат мислењето, бидејќи нема човек на планетата Земја кој што не сака музика, кој што не слуша, кој што не сака да си запее, да си заигра во моменти и така. Така. Значи, ова е човекот кој функционира моментално, мислам во сегашно време, клавиатуриста во групата Dream Team, продуцент на групата Synthesis. Значи, сите снимки што ги слушате од Synthesis се е тука снимено, се е од тука проверено низ рацете на маестро Ангел Ќосев. Од легендарната група Ројал, од тиквешијата многу добро знаат, па и пошироко, автор на многу песни. Колку години во Ландово го снимаше? Повеќе од 5 сигурно. Беа повеќе од 10, мислам дека 11, 12, не знам, не сум сигурен, мислам со бројките слабо баратам, иако сопругата ми е математичар, ама бројките некако не ми одат. Тоа беше убав период во времето кога музиката, фолклорната, народната музика беше на едно друго ниво, барем јас така мислам. Кога се уште турбофолкот не беше многу навлезен кај нас, кога се уште се негуваше таа традиционален начин на компонирање, на аранжирање. Така. Па во исто време бев исто и снимател и продуцент на Лешочкиот фестивал и него го снимав повеќе од 5-6 години. Значи, ако набројуваме, многу ќе сгрешиме, ете и љубој на проектите и ајде да кажеме најново што последниот период го работиш, бидејќи ако се вратиме наназад, е навистина премногу музика за да почне да се брои, ќе се заборави, така да немаме замерки. Ете да кажеме последнава година, последните месеци или последните 2 години, што од тука излезе и што во моментов се снима, бидејќи ти работиш со многу различни видови на музика. И така да можеш да се пофалиш и не само со народњаци, него од многу насоки на музиката. Последно време, Злате, знаеш дека последниве 2 години беа стагнација во цел свет на полето на музиката, особено кај нас, каде што нели немаше никакви настапи, свирки, луѓето едва преживува што се вели и кубурија со финанси, со средства. Извини на запирка да ставам. Значи, мене ми се допаѓа кај Ангел Ќосев, што тој како да не живее во Македонија, неговите стандарди и посветеност и ентузијазам испрема музиката, но испрема цела техника што ја поседува, може слободно да оди во Лос Анџелес и било каде во светот и таму исто да се постави на едно многу високо ниво. Тоа било така од секогаш, бидејќи ја го познавам одамна и секоја ти чест за тоа. Значи, сакам да кажам дека џабе ја спомнуваш пандемијата, за тебе знам дека ништо не значеше. Па да, ја игнорираше. На еден начин, да, на еден начин подрумот не застане никогаш. Никогаш, значи напротив, во времето на пандемијата имав толку многу работа што ми сметаше тоа кога беа тие рестриктивните часови, кога морав да седам тука до 6 сат, па што попрво да се среди во тие малку часови работно време. Ама
Ама како и да е. Ти ги на претвори светско- во работни часови. Да, на светско ниво нели беше Така. беше мал застој, така да се почувствува тоа на сите нивоа, во сите сфери на општествениот живот. Јас продолжив бидејќи имаше многу проекти кои што да речеме пред пандемијата беа снимани и беа веќе на ред на чекање за да се миксаат, така да многу од тие концерти во живо, особено да речеме што се снима во тоа време во филхармонија, со Джијан концерти што ги правевме, со Дерик Меј, со Синтезиси некои концерти што Моментално што се случува- работиш во филхармонија како продуцент тонец, така? како тон маестор сум таму вработен. Така. Тоа е Значи професионално Тоа е, да. 250%. да. Значи музика, животот ми е цел со музика врзан, значи и со таа државна работа да ја наречеме, нели, Но и и таму е ова музика. приватна и Секаде е свирките, музика. се е со музика. Вака, извини, можда сакаше да кажеш нешто? Извини. Па не, тоа пошто ми постави прашање што сум работел овие 2 години. Имаше многу работа, имаше многу концерти што беа снимани, многу албуми. Дојдоа на ред за микс и сепак остана уште многу што Така. исто и во пандемијата се случи албум кој што се снимаше со Елена Андоновска. Така. Иако беше пандемија, нели тука со сите протоколи, Така. го снимавме албумот. Имаше албум кој што беше 500 години на Куманово со обработки на стари кумановски песни. Тие концерти што со Джијан Емен ги миксавме беа многу. Така да се еве последно сега што го правиме најпоследно е концертот со Архангел Браво. и филхармонија кој што се случи во парк Летово, во Скопскиот парк. Тоа беше еден огромен проект и многу ми е мило што се случи, така една жива легенда во македонската Апсолутно. рок и андерграунд таа музика се спои заедно со филхармонија и Джијан ми направи прекрасни аранжмани, обработки на песните, спои рок, Так. класика и многу добро звучи. Ете, тоа сега е последно што го правиме. Се надевам дека квалитетно ќе ги струшите сите бариери музички. Без сомнение, значи тука тој тим е супер, значи работа ми исто забавна музика многу. Последно што излезе песната од тука Јон Ајдини, еден млад ултра талентиран дечко кој што во Македонија верувам дека многу малку и го знаат, кој што е на пат да си стекне светска слава. Па со тоа што почнал од кај тебе, значи е сериозен дечко. Многу сериозен и верувам дека ќе стане голема звезда, не само кај нас. Мислам, неговите и амбиции, аспирации се за надвор, затоа и песните сите ги прави на англиски јазик. Тоа, има многу други сега, да не знам, може ќе заборавам некои. Така. Ама има многу проекти кои што се направија во овие 2 години последни, а за наназад да не правиме. Се случи албум со Љубојна. Уствари тоа беше филмска музика за филмот Стела, кој што излезе баш пред пандемијата, така нешто. Па ние албумот го завршивме паралелно, значи музиката која што ја правеше Оливер Јосифовски за филмот, покрај што остана како саундтрак, се случи да го направиме и како албум и тоа излезе и на плоча, и плочата е стигната некаде во Македонија, така да многу. Па сега ова што го кажа, го гледаат сигурно и многу млади таленти музички кои сакаат да пеат. Ние заедно со Интеве дојдовме да те прашаме, бидејќи организираме еден проект на нови млади таленти со македонска народна музика, а искуството и ете ни го представи недоволно, но
и сите што се во оваа бранша многу добро знаат. Има многу за зборување, ако так. треба да кажуваме се. Но поентата беше да дојдеме да те прашаме дали би ја имале твојата поддршка за овај наш надпревар што сакаме да го направиме за да се со цел да се возобнови македонската естрада со нови деца таленти, бидејќи гледаме дека немајќи каде што како одати во соседните земји и затоа сакавме да се организираме со многу ентузијазам и сериозни луѓе како тебе, но пред се и професионалци, но и ентузијасти и сакаме да те прашаме дали би не поддржал во тоа што сакаме заеднички да го направиме за македонската музика, за обнова на македонската естрада. Види, јас секогаш сум за нешто што е добро и квалитетно. Секогаш, значи тука нема збор. Вие почитувам, значи, иницијативата. Тоа е нешто што треба секогаш да се случува, значи нема потреба нешто посебно да измислуваме за ние да ги инициираме и да ги натераме младите, да ги инспирираме, да ги натераме за да прават нешто квалитетно. Не, значи самото тоа што сме тука и тоа што сме вложиле, значи многу труд, многу знаење, многу техника, многу се, самото тоа кажува дека ние сме тука за тие таленти. И за македонската музика. Секогаш, во функција. Значи секогаш. Заедно и со нив и тие заедно. Ние сме од Македонија, ние не можеме да се бориме со никој друг. Особено не со нашите соседи, значи немаме ние потреба да се бориме. Јас мислам дека не треба да се бориме, него едноставно треба да си одгледуваме нашата нива, нашата бавча и тоа е тоа. Секогаш. А тоа треба да се секогаш да се наводнува, да се искаструва, да се дотерува, да се возобновува и така. Значи секогаш јас и на било кој од младиве кои почнуваат, секогаш мојот совет е дека треба секогаш да станеш нешто кај себе дома, значи да направиш, да се докажеш, да створиш, па после, ако нели има услови, може да се тера светска кариера. Тука нема. Но сепак темелите да останат предпознати. Тој што тој што дома не успел да направи, мислам дека е многу тешко да направи и на страна. Значи, па куќа без темели не бива. Да. Многу особено ме радува, еве сега баш ќе почнеме со снимање на еден албум, на еден веќе живе и твори и работи, веќе можеби до некаде ни успешен, сепак дојде во Македонија да си направи нешто, нели, за бидејќи корените се неоспорни, тука не можеш да ги побиеш и не можеш да ги оспориш, не можеш да се негираш сам себе, не можеш да ги избришеш, да. Мене ми е мило што постои во Македонија, навистина толку енормно, ајде да не кажам се примитивно, скапо студио во Македонија, навистина ние сега и народњаците се гордееме што можеме некаде да кажеме дека сме соработувале со продуцент кој е на толку високо ниво. Многу ти благодарам, па се гледаме на надпреварот. Се гледаме. Само успех, посакувам, значи, на младите таленти да се вложат максимално и да дадат максимум од себе, значи независно во каков вид ќе излезе, дали тоа надпревар, дали тоа еден настап, дали тоа дома па си пее, па си прави нели онака аматерска снимка, значи секој еден обид треба да биде максимално направен што можно подобро и поквалитетно. Со максимални сили во моментот што се располага. Уште нешто, дали ќе ни помогнеш да ги ставиме, да ни ги дадеш твоите песни, предлог песни, за да може младите дечки да полесно да пронајдат нешто. Само да го исклучам телефонот, звони од прегеска. За полесно да пронајдат од твоите песни. Предлог песни. Не мора, тоа ќе се стави на страницата, меѓутоа дали си согласен тоа да го направиш? Да, значи нема проблем, ќе ги важи. Имате моите предлог. За да им ја олесниме работата во потрага по песни со кои можат да се представат. И значи имаме и песните,
маестро Ангел Ќосев ќе ни помогне да не подсети, да не ги стави на тац на сите негови композиции, со кои вие слободно можете да ги испеете нив, да се представите со нив. Нема проблем. Тоа е тоа, па со Господ напред се гледаме. Ти благодарам, жив и здрав, Само и само успех. напред. И Благодарам, поздрав.